Почитувани, Благој Бочварски кукавички избега од позицијата градоначалник на општина Штип, немајќи храброст да се соочи со штипјани кои 3 години ги лажеше и манипулираше. Со изборот на Бочварски за министер за транспорт и врски, тандемот на синот и таткото, тендераши од Штип, се префрла на територија на цела Македонија. Додека Бочварски беше градоначалник, неговиот татко нижеше тендери од штипските јавни предпријатија. Јавно достапните документи велат дека семејната фирма на градоначалникот Благој Бочварски, Пелагонија инженеринг ДОО Штип, во периодот од 2017 до 2019 година добила 12 тендери од јавното предпријатие Стипион 2011. Вкупната вредност на тендерите изнесува 6,7 милиони денари или 109.371 евро. Ова е одговорот зошто немаше пари за проектите во Штип. Затоа што парите се трошеа за изнајмување на машини од фирмите на Бочварски и полнење на нивниот семеен буџик. И додека градот стагнира и тапка во место, поради човекот кој за 3 години не успеа да го надогради почнатото, неговиот ментор го награди со министерско место. Замислете, човекот кој асфалтот за малку не го мереше во милиметри, но затоа износите на добиените тендери на неговата фамилиарна фирма ги броеше во милиони. Бочварски многу вети, а ништо не реализира. Штип ќе го памети по ветените, а не изградени. Жичара, аквапарк, брана на река Отиња, сала за боречки вештини, картик центар, катна гаража, гасификација и многу други проекти кои не се ниту почнати. Празните ветувања на Бочварски допринесоа Штип да тоне. Мегаломанскијата и нереална програма остана само на хартија, а за сметка на тоа, нечии джебови и банкарски сметки се полнеа со забрзано темпо. Оној чие прво вработување беше пратеник, па не се пронајде во функцијата градоначалник, сега ќе се проба како министер. Ова се кадрите на Социјалдемократскиот сојуз. Лица со десетици функции за себе и конекции со транзицијата. Бочварски не можеше да го уреди Штип. Македонија нема ни толку. Со вакви кадри ќе имаме само тендер влада која мисли на бизнис интереси, а не и на граѓаните. Ви благодарам.